Само ја да дадам? Само јас да дадам? Со маска. Ви благодарам многу за вашиот интерес и присуство денес, за презентација на наудите од истражувањето што го спроведовме во соработка со група од 30 ученици од основни и средни училишта, заедно со нашиот истражувачки тим, за испитување на мислењето на самите деца за состојбата на нивните, за почитувањето на нивните права. Истражувањето беше спроведено на територија на цела Македонија, одговорија скоро 1100, ништо помалку од 1100 испитаници. Само сакам да ве замолам потоа, ако никој не се потпишал, да се потпишете на списокот, да си земете од материјалите што ги имаме подготвено. Знаеш што, ај кажи на... Не можем три, дајте на некој друг сега пробав сутрин. Ќе биде спремна. Кажи дека ја знам сега. Прво Јорданка ќе даде изјава, а после тоа ќе го пишува. Добре сум вака, ме слушате сите? Добре. Мислам дека овде не е готово. Овде само да почекам уште еден колега? Може. Не се брза. А биваше 100 камери бил? Јас многу ви се извинувам, значи имавме опции за надвор. Проблемот е што имаме екран, видливоста на екранот надвор не е добра и затоа се одлучивме за оваа просторија. Не очекувавме волку искрено камери, па ви се извинувам стварно за... Здравје за деце, значи, може и тоа да не функционира, здравјето е повеќе. Нели? Така е. Многу ви благодарам што се покажавте во волку голем број, покажавте интерес за оно што сакаме денеска да го презентираме. Во текот на јуни и јули спроведовме истражување на територија на цела Македонија и оно што е важно е дека во ова истражување заедно учествувавме, односно го спроведовме со група од 30 ученици кои што учествуваа во сите фази од истражувањето, од осмислување на прашалникот до анкетирање на дел од децата во соработка исто така и со филозофскиот факултет и со нашиот истражувачки тим. А истражувањето беше направено на примерок од деца на возраст од 12 до 17 години од основни од средни училишта кои што го споделија нивното мислење и гледишта за тоа колку нивните права се почитувани во нашата земја во 7 различни области, вклучително и училишна средина, и здравје и животна околина, животна средина, безбедност, дискриминација, познавање општо колку се запознаени со своите права и така натаму. Јас би ве поканила искрено да го проследите излагањето за наудите до истражувањето кои што ќе ни го презентираат децата, кои што
се главните носители на она кои пораки тие ги добија од ова истражување, а она што ние го дознавме од истражувањето потоа ќе биде преточено во детскиот алтернативен извештај за состојбата на правата на децата, кој што ќе биде подготвен, се подготвува во моментов од група од 15 деца од основни од средни училишта, од 5 различни градови, од Виница, Дебар, Велес, Гостивар и Скопје. И сега би сакала да не продолжувам јас, би сакала да поканам Магдалена, девојче од Виница, од основно училиште, кое што сакам да ви кажа какво беше незиното искуство во спроведувањето на истражувањето. Само може да се последно да ни кажете точно што кои се наодите во истражувањето. Што покажува ова истражување? Идејата беше да не ги кажуваме ние возрастните, туку да ги кажат децата бројките и тие се спремија во изминатиот период да ви соопштат по области кои се најинтересните наоди. Значи има интересни наоди дека децата, голем број од децата се запознаени со правата, сепак сметаат дека треба да се едуцираат за правата на децата и самите деца и возрастните, за да може да бидат почитувани во поголем дел. Во делот на училишната средина, навистина не би сакала јас да ги споделувам. Навистина би сакала да им оставиме простор на децата да десетина минути е презентацијата да ги слушнеме. Само уште едно прашање, се зборува за правата на децата, а знаеме дека во општина Чашка албанските деца не можат да учат на албански јазик. Кој е легитимно право? Ваш коментар за ова? Едно од прашањата е и токму тоа, дискриминација по однос на јазикот и што изјавуваат самите деца. Ние имаме вклучено деца и од Дебар кои што зборуваат на албански, ќе се обратат на албански во текот на презентацијата, така што апсолутно, мислам, не знам што да ви кажам, освен дека тоа е неприкосновено право на секое дете, на секој ученик. Конкретно за општина Чашка не можам да ви коментирам затоа што мислам дека не сме вистинското место каде што треба да се обратите за ова прашање. А инаку дека е право на дека е неприкосновено право, е неприкосновено право. Јас би ја поканила сега Магдалена и вас да останете да ги слушнеме барем дел и од податоците и од изјавите од децата. Јас сум Јорданка Черепналкова-Трајковска, координаторка на проект и на СОС телефонот во Меѓаши. Ова истражување се спроведе во рамки на проектот да ги земеме правата во наши раце, кој што е финансиски поддржан од СИДА, од шведската влада, во партнерство со Save the Children Косово. Магдалена, повели. Тука ќе се Са микрофоните заведени. Магдалина, само едно моментче. Не може да се реки тоа. Не, вака. И затоа што истражувањето беше спроведено од деца кои што учествуваа во секоја фаза од процесот и дел од таа група од 30 деца, односно 11 деца, ние денеска ги имаме на Zoom, кои што сакаат со вас директно да ги споделат резултатите од истражувањето. И овдека се звучниците, така се надам дека ќе функционира добро. Да, звучниците се овдека, не знам како е најдобро да се намести. Да. Не можеме, не. Само драги го ме изместено прекрасно каналата. Ама нема вез, ајде. Тоа што е. Океј, Магдалена, дали си спремна? Да. Да, супер. Повели. Здраво, јас сум Магдалена и како учесник во овој проект на Меѓаши за детските права и преку спроведување на прашалникот се здобив со нови знаења, нови искуства и стекнав нови пријателства. Пред оваа светска пандемија, ние децата заедно со тимот на Меѓаши се дружевме во различни градови, каде што имавме работилници за подобро запознавање на детските права. Морам да ви признам дека јас само делумно ги знаев детските права, а исто така сватив дека тие често пати свесно или несвесно се прекршуваат.
Но и за време на пандемијата, ние децата заедно со тимот на Мегеши продолживме со контакт преку онлайн средби на платформата Zoom. Ние активно учествувавме во истражувањето за состојбата на правата на децата во Македонија преку спроведување на прашалникот за детските права. Ви благодарам. Ти благодарам и тебе. Јулита, дали си спремна ти да ни ги кажеш општите податоци? Да. Здраво, јас сум Јулита и сега ќе ви ги представам општите податоци. Прашалникот беше започнат од страна на 1276 деца, а го завршија 1077, од кои поголемиот дел се девојчиња. 85% од испитаниците се македонци, додека останатиот дел се од малцинствата. Возрастната граница на децата кои учествуваа во истражувањето беше од 12 до 17 годишна возраст. Во однос на местото на живење, 63% од децата живеат во град, а 37% живеат во село, 43% одат во основно училиште, а 57% се во средно училиште. Ти благодарам. Едина од Дебар ќе ни се приклучи да ни каже за заклучоците од делот за запознаеност со правата на децата. Повели Едина. Здраво, јас сум Едина и работев на тема запознаеност со правата на детето. 2/3 од децата слушнале за првата детска амбасада и народниот правобранител. 56,4% биле запознаени со нивните права. 37,32% од детските права се почитувани во училиште. 56,84% од детските права се почитувани во домот и 62,8% слушнале за Конвенцијата за правата на детето. Ти благодарам. Мони, те поканувам да ни кажеш за првиот дел од темата за училишна средина. Повели. Здраво, јас сум Моника и заедно со мене сакавме да ви кажеме за уште една тема која што беше вклучена во прашалникот, а тоа е за училишната средина. Според анализата овдека дознавме дека најголемиот дел од учениците се чувствуваат како да припаѓаат во училиштето кое што одат, што е добро. Тие се чувствуваат како да се почитувани од страна на учениците и професорите и доколку би се почувствувале небезбедно, тие би се обратиле на некој возрастен или вработен. Меѓутоа, кога е во прашање хигиената, поголемиот дел од учениците се жалат од хигиената во училиштата, особено од хигиената во тоалетите. Тоа е причината поради која што некои од децата не одат во тоалет додека се во училиште. И сега нешто што исто така сметавме дека е важно да се спомне овдека е дека само 1/3 од децата целосно се согласиле со тврдењето дека учествуваат во донесување на одлуки што се носуваат училиштето во кое што тие одат. И 55,45% од децата целосно се согласиле со тоа дека нивното мислење е почитувано од професорите. Нешто што исто така не разочара кога ги погледнавме резултатите е тоа дека поголемиот дел од учениците целосно се согласиле со тврдењето дека класниот раководител испраќа кај педагог или психолог само ако направиле некој проблем. Благодарам. Ти благодарам и јас. Мија, повели да го довршиш делот за училишна средина. Здраво, јас сум Мија, сега ќе ви кажам нешто повеќе за резултатите од темата училишна средина. Голем број од децата го сакаат своето училиште поради чувството на безбедност и припадност, можностите за учење на нови работи и дружбата со пријателите. Но тоа не е се. Многу од децата, доколку би имале можност да променат нешто во нивното училиште, би започнале со односот на наставниците кон учениците. Повеќе би се грижеле за менталното здравје на децата и нивната среќа. Што се однесува пак до физичкото здравје, тие би подобриле опремата и би се погрижиле да има повеќе часови по физичко и здравствено образование во училиштата. Исто така, тие би се погрижиле повеќе за хигиената и би се потрудиле да ги вклучуваат учениците во донесувањето за одлуките за училиштата. Само 28% од учениците истакнуваат дека во училиштата има рампа за качување за деца со количка, додека 19% дека има асистент кој им помага на децата со попречено за време на часовите. Благодарам. Благодарам и тебе, Мија. Ја поканувам Антонија да ни сподели за што сметаат децата за нивното слободно време. Здраво, јас сум Антонија, ученичка во основно училиште Стив Наумов. Најпрво сакам да изразам задоволство што ми приликата да учествувам
во истражувањето со состојбата на правата на дете во Македонија. Една од областите на истражувањето е слободното приеме на децата, односно дали има доволно време и како користат. Од првиот графикон да се види дека 64% од децата се изјасниле дека слободно приеме им е ограничено, тоа што имаат премногу домашни задачи. А 30% нив за тоа што буваат многу помошни активни. Во однос на можности за спортување, 50% од децата сметаат дека има доволно можности за спортување во моментот кога што но најчесто видите трошоци и се чувачки фактор. Она што децата им достигува нивното место на живење е патека за велосипеди, кино, игралишта, библиотека, базен, но и повеќе деца. Благодарам на вниманието. Ти благодарам и тебе. Ја поканувам Матеја да ни ги каже резултатите во областа за здравје и квалитет на живот. Здраво, јас сум Матеја. Денеска, како што веќе напомена Јорданка, ќе ви кажам нешто повеќе на темата здравје и квалитет на живот. Во денешно време децата се повеќе се ориентирани кон здравиот начин на исхрана, а сето тоа се должи на современиот и брз начин на живот на нивните родители и старатели. Здравата исхрана кај децата е недополната со надободна физичка активност поради употребување на различен вид на современа технологија, а сето тоа доведува до комплетно нездрав живот кај децата. Како резултат на тоа, децата уште од малку години се соочуваат со нивните здравствени проблеми пред се со дебелината. Од друга страна, пак сето тоа влијае врз психичката состојба на децата, така што тие стануваат се позатворени во себе и многу тешко ги искажуваат своите чувства. Од друга страна се децата со понисок економски статус, кои се соочуваат со како со физички, така и со психолошки проблеми. Исто така, овие деца се соочуваат со многу ниско ниво на здравствена и социјална заштита. Благодарам за вниманието. Благодарам и тебе, Матеја. Ерза повели за твојот дел од истражувањето за животна средина. Përshëndetje, unë jam Erza dhe sot do të flas për temën mjedisi jetësor. Ambienti është gjithçka që na rrethon, do ka përqendrojmë ajri që e marrim, ujë që e pim, pemët që lëshojnë oksigjen dhe lulet me aromën e tyre. Që të rritemi shëndetshëm, ne kemi nevojë për të gjitha këto. Kemi nevojë për mjedis të pastër, sepse nga ai marrim të gjitha elementet e nevojshme për atë. Por fatkeqësisht mjedisi ynë jetësor pak nga pak përshkatrohet dhe ne nuk përpiqemi ta mbrojmë atë, po përkundrazi shpesh bëhemi edhe shkaktarët duke hedhur mbeturina, duke prerë pyjet, duke ndotur ujin e pishëm për të cilin kemi shumë nevojë. Nga gjitha kjo më së shumti pësojmë ne fëmijët sepse jemi grupi më i ndjeshëm, me një organizëm në zhvillimin e sipër. Duke thithur ajrin e ndotur dhe duke pirë ujin e papastër, ne rrezikojmë të fusim substanca të dëmshme, të cilat ndikojnë negativisht në rritjen dhe zhvillimin tonë. Apeli im për sot është që të bëhemi bashkë për një ambient më të pastër dhe jetë të shëndetshme. Ju faleminderit. Faleminderit и тебе, Ерза. Јас ќе замолам колишката Фатмира да ни го преведе делот. Фатмира, сакаш во близина на микрофоните? Поздрав до сите, јас сум Ерза. Денеска ќе зборувам за животната средина. Животната средина е све што не обкружува, земјата во која што стоиме, воздухот што го дишиме, водата што ја пиеме, дрвата што ни пуштаат кислород и цвеќињата со нивната убава миризба. За да растеме здраво, ние имаме потреба за сите овие работи што ги спомнам. Имаме потреба од чиста животна средина, бидејќи од тука ќе земаме сите елементи кои што се потребни за здрав живот. Но, за жал, нашата животна средина малку по малку се уништува. И не се... Извинувам, но микрофонот е исклучен. Мислам дека... Кај вас е исклучен. Не се слушат. И не се обидуваме да ја заштитиме, но напротив, често пати ние сме и причината која што ја загадува, мислам, ние сме причина за загадувањето, фрлајќи отпадоци, сечејќи дрва и шуми и
и загадувајќи ја водата. Не можам да читам од светло за тоа. За водата за која што имаме многу потреба. Од сето ова, повеќе имаат потреба децата, бидејќи ние сме најосетливата група. Ние имаме организам кој што е во развој. Дишејќи загаден воздух и пиејќи вода која што не е чиста, ние го се ставаме во опасност, внесувајќи супстанци кои што се штетни за нашиот организам и кои што негативно влијаат во нашиот раст и развој. Мојот апел е за да бидеме сите заедно и да придонесеме за зачувување на чистата животна средина и на здрав, за да имаме здрав живот. Ти благодарам, Фатмире, и сега сакам да ја поканам и Сара да ни го покаже, да ни ги каже податоците од овој дел од истражувањето. Повели, Сара. Poštovani doći, u njem Sara, ne znam što da štedić kao i medicinaca. Медицина професор Бейнерин, алевасчина нетренирил синрихаку. Чем медицин тенериком безнеритяна контакта панда време медицин. Ненга имаем медицина элементина вышна пиета. На пиецарина формулирана медящи и шпарштуа пиетя. Синдиени глади штендоту де синдикон на име етане протичме. Потој антисанга предиджете фамијаве. Снунто маршим, самурен, оште пакансме, Диеме tensionuar dhe ndikon negativisht të kuna. Përsa i përket problemeve tjera, fëmijët shprehin pak kënaqësi, duke thënë se ajri dhe uji janë shumë të ndotur, përfshirë dhe rrugët të cilat shpesh janë plot me bakterina. Ne dim se gjërat nuk zgjidhen në shkollë magjik, gjithsesi duhet të përpiqemi. Është e pakëndshme se duhet të përpiqemi. Qerto jetë ndërtesa për mbrojtjen e mjedisit, kurse të tjerët jo. Mbrojtja e mjedisit duhet të jetë pjesë përbërëse e çdo procesi të zhvillimit. Me shkollat janë vendi ku më së shumti duhet nxitur edukimi mjedisor. Faleminderit. Hvala. Поздрав до сите, јас сум Сара. Ке зборувам за животната средина исто. Животната средина го представува самиот човек. Таја го отсликува животот на еден човек како една отворена книга. Од моментот на раѓање до смрт е во контакт, непрекинат контакт со животната средина. Од тоа зема потребните работи кои што се не разделил в дел од животот на еден човек. На прашањата поставени на децата, како се чувствувате кога воздухот е загатен и како влијае во секојдневниот живот, некои од децата одговорија: не можам да дишам, често се разболувам, не се чувствувам добро, се чувствувам под притисок и ова влијае негативно врз мене. Што се однесува на проблемите, другите проблеми на децата, изразуваат незадоволство, кажувајќи дека често пати воздухот и водата се многу загадени, вклучувајќи ги и патиштата кои често пати се полно со отпадоци. Ние знаеме дека работите не се решаваат со магично стапче, но секако треба да се обидуваме. 62,80% тврдат дека имаат учествувано во активности за чување на животната средина, додека другите не. За да ја чуваме животната средина треба постојано да се обидуваме и во секој процес. А тоа е најдобро место за ова се училиштата, каде што треба да имаме еколошко образование. Благодарам. Ви благодарам и Сара и тебе, Фатмире. Сакам да ве замолам, останете се уште само две области. Тоа е безбедноста и сигурноста и дискриминацијата. На две девојчиња од Виница да ги кажат. Клара повели за безбедност и за сигурност, да ни го соопштиш твоето видување. Здраво, јас сум Клара и во нашата анкета беа поставени прашања во врска со безбедноста на децата во нивното место на живење и исто така прашања дали децата се соочуваат со некаков вид на насилство. На прашањето каде се чувствуваат најбезбедни, најголем дел од децата одговориле во домот, училиштето, во своето соседство, а најмал дел од децата се чувствуваат безбедни на интернет.
Околу 60% од децата на улица не се чувствуваат безбедни од кучењето скитници, околу 34% поради недоволно осветлените улици и околу 32% од децата не се чувствуваат безбедни без дека има присуство на насилство. Во врска со прашањето колку од децата биле жртва на насилство, околу 89% од децата кажале дека биле жртва на насилство, а останатиот дел од децата биле жртва на насилство. Со прашањето дали познаваш некој кој бил жртва на насилство, околу 78% од децата кажале дека не биле, а додека околу 22% од децата кажале дека биле жртва на насилство. Но со прашањето дали си помогнал на некој кој бил жртва на насилство, околу 25% од децата кажале да, а останатиот дел децата кажале дека не помогнале на некој кој бил жртва на насилство. Во врска со прашањето каде се обратиле децата ако некогаш биле жртва на насилство, најголемиот дел, односно околу 77% од децата кажале дека ќе се обратат во своето семејство, а помалиот број дека ќе се обратат во други места. Ви благодарам.